Влезе една неделу авантура, не го почитувам преспанскиот, и они ти прават сок на училиштето македонско, и пред 3 дена ти излегуваш и викаш, не мораме да го почитуваме преспанскиот договор, ни овозможува остварување на стратешката цел членство во Европска унија. А што кажа тоа првиот ден на власт, да нема вакви заебанци, да не ги заебуе луѓето. Мицко, наместо да објасниш шолку, едноставно треба да кажеш. Ние ки кјутиме. Толку. Ама ние ки нема да реагираме затоа што ова сака да не намести Грција за да да ни испровоцира, ние на провокации не паѓаме и така на. Како бе ваква провокација немаше претходно? Како немаше ваква провокација претходно? Сега ќе пуштиме видеа да видиш од ова лето снимки и од лани, снимки од Лерин, од Воден, од Костур, од Кукуш, да видиш таму како македонците, како таму се чувствува и како функционира пред да се правиш паметен дека пред да ги влошиш односите. Значи, оваа Мицко тие донесе држава ситуација да има потпишан договор од Преспа со Грција, ем да е потпишан договорот, ем да не го користиме. Ето таква ситуација донесе државата. И сега пак вика северна, а придобивките ги нема. Значи он да. Сега ти пак викаш северна, пак ова она, ама придобивките ги немаме. Зашто? Затоа што ги изгубивме заради тебе. Како можеш у времето на Заев да се отвори тој македонски центар? А у твое време да се затвори? Нели? И ти немал да реагираш. Немој не ме брани, молим те, чути. Едва и добија луѓето да мрднат ваздух да земат таму. Од вакво ти изиграваш, шо... Не може да коментирам, брат. Пушти да видиме како изгледаше. Едно е пуштено, имаме и други видеа. Нека видат малце. Нашава публика нека види како уживаат македонците таму. Ова е пред да дојде Мицко на власт. Пушти го. Вечер отвори, родио сам, свори. Ова од Кожан или од Овчарани, негде од таму беше. Не бе од Лерин, од Лерин. Од Лерин е? Да. Еве од Лерин. Баш од Лерин. Ова е од Лерин. Еве, ај пушти друго. Ова е од село, не го сгрешам името, Нерет. Од Нерет? Да. Да, тука е. Во близина на Лерин. Има 300. На Лерин бе Лерин. Прво е Нерет па Лерин. Сите македонци. Да. Да, ова е од оваа година. Ова е јули. Да, овие се сите јули. Да. Кога се средбите у суштина. Да. И што им фалеше на луѓето? Ништо. Не им фалеше на луѓето, значи да мрднат. Што им фалеше на луѓето? И се? И се што направи? Влезе една неделу авантура, не го почитувам преспанскиот. И они ти прават вака. И они ти прават сок на училиштето македонско. Ти викаат, чекај малце, ти не го почитуваш договорот. Билдаат аргументи на нивна страна и пред 3 дена ти излегуваш и викаш, ние мораме да го почитуваме преспанскиот договор и преспанскиот договор де факто кажуваш дека е добар затоа што ни овозможува остварување на стратешката цел членство во Европска унија. А што не го кажа тоа првиот ден на власт и да нема вакви заебанци, да не ги заебуе луѓето. Да. Например, у Кукуш има школа бугарски и децата македончиња таму учат бугарски и мислат дека тоа е нашиот јазик. Да.
Наместо да направи Дека да сме у европско, дека се у европско не и наместо они. да направи малце да ги еве веќе потпишам договорот и јеби ga, тоа е да беше реален и да не лажеше народ. Тоа е потпишано договорот, ама од договорот произлегуваат и некои за нас добри работи, некои права. И да го искористеше договорот на луѓето у Кукуш, на македонците у А Кукуш. беа олабавени тензиите. Да бе одобавени бе. Да. И да им овозможи тие таму да учат исто македонски, да учат децата. Наместо тоа, они шо правеше изиграваат шалам. Они не разбираат сериозноста Не. на функцијата. Не. Они не разбираат сериозноста, они мислат не За нив се сериозни и свети само парите. Да. И заради Затоа тоа вика, све е глупост. интерпелацијата е глупа. Ова што нема, македонско веќе училиште, он нема ништо да направи. Во суштина, зашто? Затоа што да не паднал на провокација, па да тоа го користеле против Македонија. Што ќе користат против Македонија? Треба да застанеш у одбрана на македонското малцинство во Грција. Тие се македонци. Тие ни се браќа и сестри. Кој ти дал тебе право да едноставно не ти интересира што ќе се случи со нив, ќе им дадеме правна помош на меѓународен суд за човекови. Оваа изјава на Мицика е уште проблематична. Логистика политична, ние политичари сме тука да им даваме логистика на македонците. Во Егејска Македонија. Знаеш колку ова е исто проблематична изјава. Од глупост до глупост. Од глупост до глупост. Да. Значи зошто е проблематична? Он можеше да каже на пример Ќе му се јавам на Мицотакис, сестринска партија. Можеше на пример сега да каже, тоа си е работа на Грција, ние ќе си реагираме со протестна нота и толку. И не мораше да реагира. Ма наједноставно ќе го побара мојот пријател. Не мораш ти да кажуваш дека сега логистика Тоа е мешање од внатрешните работи. Тоа е мешање во внатрешни работи на Грција. И Грција утре ќе излезе со соопштение МНР-то нивно. Да, дека се мешаме. И ќе каже дека тоа што Мицковски го кажува е мешање во внатрешните работи на суверена членка на НАТО и на Европска унија. И дека тоа е недозволиво и со уште еднаш се прекршува договорот од Преспа. И пак Мицика ќе не заебе. Он немал да реагира за да не паѓа на провокации, за да не бисме биделе ние криви за да се прекршува договорот и кажува нова паметна работа и не заглавува повеќе. И се еве ти гарантирам дека утре ќе излезе некој од Грција и ќе каже ова што на Мицковски, они логистика ќе даваат на жители на граѓани на Република Грција. И сега што направи? Иначе има еден гледач редовен кој што ми пишува у приватна порака, вика дали е коинциденција тоа што Мицковски тие таму не ги нарече македонци, него нашинците таму. А кај сме да ги нарече македонци во Егејска Македонија, браво за забелешката. Да. Да, тоа не се македонци во Грција, во Егејска. Тоа се нашинци. Тоа се нашинци таму. Да. Може уште еднаш кога го погледнеме видео од Мицко? Не мора да го гледам. Да го видиме што Лубо три работи. Дишилико. Абе момци в Кукуш учат на мајчин език вашиот дијалект. Ја ќе дојам на Серес да возам со моторот и ќе поминам у Кукуш да се сретнеме да ми кажеш кој е мајчин јазик на македонците. Со истиот овој со вакви букви да ми избориш. Овдека имаш поише кривини у буквиве, може да ги исправиме на лице место таму сите кривини. Не смее да каже македонци. Нашинци. Гинеле што вика режија 4/4 за да бидат нашинци. Да дојдам у Гоце Делчев не ми дозволува да поминам граница. Али ако сакаш, има и меѓуграничен простор. Слушај да ти кажам. Ке можеме да ти даеме у моментов само една бугарска свирка. Не. Дојди, ја не смеам да поминам граница у Бугарија, не ми дава. Али ако ти можеш дојди, ја на меѓуграничен простор ги чекам. И ќе те снимам. Мајка ти ќе свирка. Ајде бандире го. Дај гони го да не го гледам.
Реалноста е дека вакви будали на социјални мрежи имаше доста окей коментари од Бугарија прошливиот месец два. Ние имаме редовни гледачи Да, од редовни. Бугарија кои што се супер конструктивни. И вакви будали реално толку ги нарушуваат односите помеѓу двете држави, значи чисто на индивидуална основа. Куртон, па си ништо. Баниране, тоа е тоа. А, со учебниците албански? Ке стигнеме и до таа тема, таа не е у рубрика Влен. Мале Кригер. Јас сум од во Кукуш, празно им е школата за бугарски, никој не учи бугарски. То. Знам дека едно време ги тераат децата наши да идат таму. Браво. Да знаеш дека ако идам таму ќе те барам. Ќе идам, може да идеме на Серес да возиме таму на стаза, ќе те барам. Со Дармар може да идеме, ево Дармар за. Со него може да идеме на Серес. Ако идеме, ќе идеме у Кукуш. Чек се вака. Да прашаме на друга економска. Или Мицко ќе А ти сакаш за економија да збориш? Да. Мицика денес. Дали ја најдовте таа изјава? Ја имаме скриншоти, ги имаме, значи се работи за две изјави. Изјавата, брат. Што Да изјава? ја пуштиме. Тонски. Аме нема можам да најдам изјавата тонски затоа што претходната изјава му е од пред 2 или 3 недели и не знам у Чекај, која. сега ќе пуштиме на режија да ја најде оваа изјава, додека не ја најде. Ама ги имаме со скриншот, со текст, цитати од него. Тоа ни е спремно.